Јас прочитав еден текст од Галатјаните пред малку, што зборуваше за тоа дека човекот е роб, дека човекот може да биде слободен и така натака, ама некако последно време многу размислував за една работа и знам дека минатиот пат кога проповедав не беше најлесна проповед и знам дека и денеска нема да биде многу лесна проповед, повторно, ама некако ме влечеше, мислам, поти морав да ги кажам тие ствари. Гледате што се случува по светот. Војни, страшни работи, глупости, тука жариште, таму жариште, ќе си речеш дека луѓето се рационални, дека се паметни и дека во крајна сметка ќе им текне да речат, ајде да видиме како да го решиме ова на најдобар можен начин. Не зборувам кој е прав, кој е крив. Туку дали ќе размислуваме да најдеме решение за проблемот, дали ќе се обидеме да најдеме некое рационално решение за некои работи што се случуваат во светот, или упорно и упорно ќе бутаме некоја воена реторика што на крајот на кришта ќе донесе до војна и тога сите ќе изгубат. Нема победници и поразени во војна, сите се изгубени, сите се поразени. Во крајна сметка. Ама ајде да го сведеме тоа на малку пониско ниво. Како може човек што знае дека нема пари да отиде и да се задолжи со кредит што знае дека не може да го врати? Како може човек да отиде и да позајми пари за да оди на одмор? А знае дека не може да ги врати парите. Како може човек да направи глупост во животот, да си направи белја во фамилијата, знаејќи дека белја ќе биде, ама сепак ќе ја направи? Сте мислеле за тоа некој пати? Зошто, во крајна сметка, она што сакам денеска, што ми е поентата на она што денеска го зборам, зошто всушност ние сакаме да робуваме? Дека во крајна сметка на тоа се сведува. Ние како луѓе многу пати сакаме да бидеме робови. Никој не тера на сила. Ама самите се бутаме да бидеме таму кај што не ни е место. Ќе го спомнам Исус во Новиот Завет кај што рече ќе ја познаете вистината и вистината ќе ве ослободи. А сепак дури и луѓе кои тврдат дека се верни, дури и луѓе што веруваат во Господ и викаат јас сум верник човек, знаат да робуваат. Знаат свесно да се стават да се подјармат во робство. И текстот што го читам е тежок текст. Во него нема ни една позитивна личност. Тоа е многу ретко во Библијата. Читате текст и не може да кажете овие се лошите, овие се добрите. Нели има протагонисти, има антагонисти. Не. Овде ни еден нема што прави како што треба. Слушајте го текстот како оди. Придојдените меѓу нив почнаа да негодуваат. Ова е Броеви 11 глава. 4 до 6 стих и 10 до 20 читаме за да не биде долг текстот. Придојдените меѓу нив почнаа да негодуваат, а заедно со нив и синовите израелски седнаа, плачеа и велеа: кој ќе не нахрани со месо? Ја помниме рибата што ја јадевме како подарок во египетската земја. Краставиците и дињите и кромидот и празот и лукот, а сета душа наша се исушила, освен мана, ништо друго нема пред очите наши. И му рече Мојсей на Господ: зошто го измачуваш твојот слуга и зошто не најдов јас милост пред очите твои, па го стави врз мене целото бреме на овој народ? Зар јас го носев во утробата своја сиот овој народ и зар јас го родив? Со други зборови, јас не сум родител на сите овие, па ми велиш носи го на раце како што доилката го носи детето до земјата, што ти со клетва им ја даде и вети на нашите предци. Од каде мене месо па да им дадам на сите овие луѓе, зашто тие плачат пред мене и викаат: дај ни месо да јадем. Јас сам не можам да го носам сиот овој народ, зашто тој е претежок за мене. Штом така постапуваш со мене, подобро уви ме, ако сум добил милост пред твоите очи, па да не ја гледам неволјата своја. И му рече Господ на Мојсей: собери ми 70 мажи од старешините израелски, за кои знаеш дека се негови главатари и надзорници. Па доведи ги кај шаторот на собранието, за да застанат таму заедно со тебе. Јас ќе слезам и ќе зборувам таму со тебе, ќе земам од духот кој е врз тебе и ќе им наредам ним да го носат заедно со тебе бремето на народот, а не ти сам да го носиш. А на народот кажи му: очистете се за утрешниот ден и ќе јадете месо. Зашто плачете пред Господ велејќи: кој ќе не нахрани со месо, добро ни беше во Египет. Затоа Господ ќе ви даде месо. И ќе јадете месо. Ќе јадете не ден, не 2, не 5, не 10, не 20 дена, туку цел месец ќе јадете, дека не ви излезе од ноздрите и не ви омрзне. Затоа што го презревте Господа кој е меѓу вас и плачете пред него велејќи: што ни требаше да излегуваме од Египет? Што ни требаше да излеземе од робство? Што ми требаше да поверувам кога ми беше поарно како безбожник? Многу мрачен текст. Ако се замислите малку посериозно, стварно многу мрачен текст. И како што реков, тешко ќе најдете тука некој што има добро улога. Мојсей кука, се жали, плаче, овка, стенка, ништо нема е наред на него. Луѓето се жалат, овка, стенка, ништо не е наред. Господ на крајот вика: чекајте, ајде да ви дадам некаква солуција тука.
Ама ова е многу убав текст заради тоа што ние цело време се прашуваме, многу често ќе речеме што не е во ред со човекот. Зошто грешиме? Зошто кога знаеме што е добро, сепак избираме да правиме лошо. Со Бојан пред малку зборувавме за поништувањето на човекот на книгата. На C.S. Луис. Кога ќе дојдете таму на крајот на книгата, он набројува еден куп правила што секоја религија, што тој ја знае во негово време, што таа вика во однос на тоа како човекот треба да живее. Има будисти, има конфуцијанисти, има неколку други ствари таму спомнати. И поентата на C.S. Луис во книгата таму на крајот е ова. Сите луѓе во секоја религија знаат што е добро. Никој не вели дека е добро да украдеш. Никој не вели дека е добро да убиеш. Никој не вели дека е добро да го оплячкаш некој. Никој не вели дека е добро да не бидеш честен. Значи, ако сите знаеме, без разлика дали си христијанин, будист, безбожник, атеист или било кој, па дори во атеизмот нели се фалија дека има доблест и дека има добри морални норми. На што ги базира е друга приказка, бидејќи нема основа за таква работа, ама во секој случај вика имаме доблесни работи. Нели имаше херои на трудот, тие требаше да бидат многу добри луѓе, поштени, честни, паметни. Барем на времето ние кога растеме тука. Сега, основното и простото прашање е ова. Ако сите се согласуваме на тоа што е добро, зошто правиме лошо? Мислам дека е логично прашање. Мислам дека е логично да си го поставиме и да најдеме начин да го одговориме. Што е тоа во човечката душа? Што е тоа во човечкото срце, со состојбата на човекот, за точно да знаеме што треба да направиме и да кажеме, не го правам тоа, ќе го направам спротивното. Знаеш дека ќе добиеш шамар, знаеш дека ќе те боли, а сепак ќе го направиш. И ако некој тука ми каже, не сум јас во оваа категорија, лаже. Јас се ставам тука, како и сите ние. Многу добро знаете, седете се последниот пат што сте знаеле што е добро да се направи и не сте го направили. Сте направиле нешто друго и после ќе ве гризне шорика. Или ќе ве чукне вака или онака од некоја страна. Доаѓаат избори, гледате, имаме на сите страни плакати, сите ни нудат нешто, сите викаат колку ќе ни биде убаво. И знаеме за некои луѓе што ги гледаме дека ако дојдат на власт нема се поарни од колку во минатото кога биле во власт, ама сепак вика, ајде да гласам за него, поарно од колку за овој или за оној. Некем, ова не е политичка пропаганда, не ме разбирате погрешно. Спрџан на времето кажал сам, ако треба да избереш помеѓу две зла, не бирај ниту еден. Тоа било неговиот совет таму на времето, ама како можеме, дали можеме, не знам. Тука дали можеме да го направиме. Ама, сакам да дојдеме прво да расчистиме на работа. Според Библијата, гревот не е само чин. Не е само дејство, гревот е моки. За секој грев, за се што правиме, постои една моки. Сакате наречите демонска, сакате наречите сатанска, ама постои моки која те тера да направиш нешто. Еден римокатолички свештеник беше што го каже ова. Вика, секој грешно дејство има самоубиствена, деструктивна сила врз способноста што го извршила дејството. Да ви објаснам што ова всушност значи. Со други зборови вика, ние сме робови на гревот. Кога ќе сгрешам со умот, гревот го уништува мојот ум. Кога ќе грешам со телото, самото тело, тој грев го уништува моето тело со кое грешам. Кога грешам со моите емоции, самиот грев што го правам ги уништува моите емоции. Тоа е поентата на она што сука сака да каже. Ти си грешен, вика, ти си роб. Гревот има, ево, например, кога грешиме со умот, гревот ја закржлаува рационалноста. Рационализираме. Викаме, ова не може да се случи. Имаме комшии кај нас што реновираат. Знаете дека ѓубре, нели она што е шут, не се фрла во канта за или во контейнер за ѓубре. Ке стане стабајле, ке излезам долу на канцеларија, 3 вреки со шут ставени пред контейнер. Тој што ги оставил рационализира. Па добро да може да ги дигнат и тие 3 вреки, што се тие во однос на цело ѓубре од Скопје што се носи. Утре следното нешто ти нема да го казам за тоа, ќе па добре, може да го фрлам ѓубрето од тераса од 9 кат долу. Вие што живеете во зграда знаете за што зборам. И така натака, цело време си рационализира, си грешиш со умот, со размислувањето и закржлавуваш. Се повеќе и повеќе. Кога ќе грешиш со емоциите, гревот ги закржлавува. Сакаш се повеќе и повеќе емоции на начин на кој не треба да ги добиеш, полека ќе почнеш да отупуваш. Кога грешиш со волјата, гревот ќе почне да ја уништува слободната волја и само контролата што ја имаш. Ќе се врати назад и повторно, како сакаш речем, ќе те пороби.
ќе те пороби. Гревот ја има моќта да поробува. Евреите, во овој текст што го читавме тука, беа во Израел. Видеа што се случува таму, знаеа како им беше. Преку Божјата добрина, преку Мојсе, Бог ги изведе од Египет и сега ги води низ пустињата, ги донесе до ветената земја. Беа робови на многу начини. Социјално, емотивно, политичко, духовно, како сакате кажете. Дошто зборам социјално, права нема никакви. Економски, не работеа за себе, работеа за друг. Политички, никој не им даваше права и гласајте дали сакате да сте робови. Никој. Овие три првите таму, социјално, економско, политичко робство што го има, беше нешто што не може да го контролира. Беа робови и тука веќе беше, тоа беше тоа. Бог требаше да интервенира, да излезат од таму, се сеќавате да не одиме во таа дискусија. Ама духовно може да бираат. И знаете, која беше нивната многу интересна реакција во овој текст што го читавме тука? Ова. Додека бевме робови, се ни беше гратис. Ај размислете на оваа логика. Па нормално ти ќе ти биде гратис. Затоа што си роб. Немаш право да бираш, немаш право да бираш кај ќе одиш, немаш право што ќе правиш, ништо немаш право. Ти си апсолутен целосен роб, ама има вика позитивна страна, не се грижам ни за облека, ни за храна, ни за спиење. Ви изгледа логично? Ви изгледа паметно? Боже, ти си крив што сега не хранат џабе. Не беше џабе. Умира, ги убива, ги тепа, лом ги праве, ама ни беше вика, како? Ни беше подобро. Ја размислете малку, зошто не може да ја видат безумноста, глупоста на тој став таму. И ајде да одиме чекор понатаму. Замислете го, они беа робови, политички се ослободија, излега од Египет, нели тргнаа наваму и веќе никој не може да им каже што да прават. Економски се ослободија, работеа за себе. Патем речеа не работеа. Бог ги хранеше, им даваше гратис храна, нивно беше само да тргнат од А, да дојдат до Б, да го слушаат Господ и да влезат во ветената земја. Нема ништо повеќе. Социјално, веќе никој немаше да им каже што да прават. Ке се сетите кога го правеа ковчегот на заветот, кога го правеа шаторот на собирањето. Памтите што се случи? Мојсија вика тука избрал луѓе кои имаат дарови, кои беа креативни, кои знаеа како да направат. Луѓе вика што знаеа да работат со злато, со бакар, со скапоцени ткаенини, луѓе што знаеа да обликуваат, да вајаат. И им даде да го направат шаторот на собирањето. И текнува. Им даде, ние по денешно што би рекле, креативна слобода да се изразат. Бог вика, ево ви, политички, економски, социјално, ослободени сте. Супер, ама духовно си останаа робови. Духовно останаа робови. Многу луѓе се такви денес. Имаме многу луѓе денеска, кои секи им дадеш и ќе остане роб во духовната сфера. Многу една тешка ситуација во која имаме луѓе денеска. Но знаете што е уште полошо овде? Што свесно се поставија во таа ситуација. Тоа беше избор. Тоа не беше нешто што некој им го наметна од страна. Апостолот Павле зборува за нешто вакво во Римјаните, 7 глава 18 до 23 стих. Познат текст, ама сакам да ви го кажам, од тука ќе повлечеме натака. Вика, имено јас знам дека никакво добро не живее во мене, односно во моето тело. Зашто? Желба за добро има во мене, но не и сила да го правам тоа. Зашто не го правам доброто што го сакам, туку го правам злото што не го сакам. А ако го правам она што не го сакам, не го правам веќе јас, туку гревот кој живее во мене. И така го наоѓам овој закон. Дека кога сакам да правам добро, злото е близу. Вистина, со мојот внатрешен човек наоѓам наслада во Божиот закон, но гледам друг закон во моите членови, во моето тело, кој војува против законот на мојот ум и ме заробува под законот на гревот што е во моите членови. Ако забележувате, ова е многу вав текст да се направи цела проповед на него. Ама овде Павле вика дека нашиот ум треба да реши што ќе прави, кога гревот ќе тргне по нас. Не е само ѓаволот ми е крив. Тој ме натера. Умот мора да донесе решение да застане да каже сакам да го држам ова или да не го држам ова. Сега, може би некој ќе каже не, ова не е така со мене, јас секој пат имам слобода да правам што сакам. Едно време, пак ќе го спомнам Спрџан. Спрџан е еден проповедник од 19 век. Кога зборува за златното правило во една негова проповед, тој вика вака.
Ако мислите дека сте многу добри, честни и поштени, е овој еден предизвик. Живеете го златното правило само 12 часа. Ајде да не се 12 часа, нека се 6 часа. Ајде да не се 6 часа. Сега е 20 до 12, живеете го до 3 попладне. Правимо го на другиот, она што сакаш тој да ти го направи тебе. Важи? Од овој момент сега, до 3 саат попладне, обидете се да го правите само она што сакате другите да ви го прават вас, вие правите го на тие околу вас. Знаете што е првото што ќе ви се случи? Ќе почнеш да сваќаш колку многу него сакаш тој до тебе. Ќе почнеш да сваќаш колку стварно не можем да го направам тоа према него. Ќе почнеш да сваќаш, да, треба да го направам, ама ево зошто нема да го правам. Одма ќе си најдам причина зошто, ќе си најдам зошто да не правам нешто и полека одеднаш ќе сватиш, леле бе Боже, стварно ти што го викаш. И да сакам да правам добро, не можам. Не ми верувате? Ево и предизвик, следната недела да ќе ве прашам. Дали сте успеале 3 сата да живеете според тоа правило, правило на друг што сакаш тебе да ти го прават? Обидете се. Апостол Павле не е луд кога пишува, јас сум свесен што треба да правам. Не е тоа проблем. Јас знам што треба да направам. Јас знам како треба да го направам. Ама, има еден закон во мене, вика, па зашто па јас? Не може другиот. Зашто па на другиот? Нема некој друг мене да ми го направи тоа? Пробајте, па јавете ми се. Ако сум во криво, јас сум прв што ќе се извини, јавно, дури и за на YouTube, кој ќе оди проповед. Тука. Зошто го велам ова? Треба да сме свесни за нашата ситуација. Треба да сме свесни дека сами по себе немаме сила да правиме никој нешто. Знаете, како поминуваат годините што ги живееме, сите што сте повозрастни тука да кажеме, јас напълнив 60 сега во август месец, сите што сме повозрастни, викам, ништо не се сменило. Стварно? Ај трчај по автобус како 30 години кога си бил бленес. Ај пробај да не спиеш толку долго како на 30, на 40 години што не си спил, на 50, на 60 направи. Реалноста е дека не сме исти. Колку е да се фалиме дека сме, не сме. И на 25 сме биле едни, и на 30 сме биле поинакви. Се менуваме. И ако не сме свесни за промената, знаете, ќе дојдете дона, го гледаш човек веќе коса не му остана на глава, дека уште сум ја млад, уште сум силен, уште можам да правам свашта тука, малку млад. Ајде да си бидеме реални, истам да не се лажеме тука што седме. Ама, некој рекол, ако не си свесен дека си духовен роб, моралните амбиции ти се премногу ниски. Ако не си свесен дека си духовен роб, некој пати, моралните амбиции ти се духовно ниски. Поентата тука е повторно оваа, дека златното правило е едно базично нешто, пробај да го живееш, па да видиш како ќе ти функционира и дали воопшто ќе ти функционира како такво. Забележите што се случува во 5 стих. Тука. Душата наша се исуши. Папсавме. Ако не ни дадеш тоа што сакаме, изгоревме. Готово, изгинав. Не ми се јаде, не ми се пие, не ми се спие, душата ми е готова, сува ми. Забележите која е реакцијата кога се побунија против Божјата волја и оној Божји дар што им беше даден. Одеднаш веќе тоа што им е дадено не им чини. Сакам, уште, сакам повеќе. Тоа е првата реакција. Немаме апетит. Си рационализираа дека вистината во која живеа, дека беа робови, беше поарна отколку сега. Сега јадам храна што не ја сакам, колку ми беше поарна кога бев роб, таму ми беше многу подобра храната. Тоа е, знаете, како некој да каже, до вчера бе во затвор, поарна беше храната таму, камо да се врата. Зошто ти беше џаве, не работев за неја? Не оди, не е убаво. Не е убаво. Знаеме оти не е така. Ако не добиеме нешто, ако не добиеме месо, готово. Има некои преводи, ги читав таму на англиски, они викаат така, изгубивме веќе апетит за живот. Доста ни е. Апетитот ни изгасна. Тука. Интересно беше ова. Не можеме да слушаме, не можеме вака, не можеме онака, готови сме. И знаете што рече Бог? Океј, ќе ви дадам што барате, ама ќе ви излезе низ нос. Буквално тоа го пишува таму. Ќе ви излезе низ ноздрите ваши, низ нос ќе ви го извади. И знаете што се случува тука? Влегуваме во еден процес, кој е оној процес на кој се станува зависник. Од што и да е.
Ова е почетокот на оној процес на кој се станува зависност. Без разлика дали е горчина, омраза, материализам, мрза, нечистотија, што сакате кажете, може да стане зависност. Зборуваме сега за општо, тука сите. Како почнува? Како оди? Бидејќи гревот во Библијата е опишен како зависност, еве како се создава. Во животот има проблем, разочарување, не ти оди како што ти мислиш што ти треба. Евреи ви излегуваат од таму, вика ние мислевме Бог ќе не телепортира, знаеш, од овде, ќе не стави таму, ние не мора да правиме ништо, супер ќе ни биде. Ќе јадеме, ќе пиеме, ќе живееме во земја мед и млеко. Бог вика не ќе биде така, ќе тргнеш напред. Вториот чекор во секоја зависност е сакаш да го решиш проблемот со некое средство. Средство, кој кажеме средство, агент, како сакате каже, агент, агентс, како сакате кажете. Сакам да го решам со нешто. Они сака да го решат само месо, ако имавме краставици и лук, кромит, сите тие работи, супер ќе ни биде. Кај ни беше тоа, кај некој може да биде друго. Третиот чекор е средството ветува воздигнување над проблемот, слобода, чувствена контрола на ослободување, бегство од стварноста, бегство од реалноста. Ако го добиеме, фантастично ќе ни биде. Само да го добиеме и готово. Сега. Вистина е до тука. Има само еден мал проблем, што е многу голем проблем, дека средството создава толеранција. Ако читате малку подоцна во Броеви 11 глава, према крајот таму, ќе видите дека толку тргнаа да јадат месо, што повраќаа и изумреа. Едно им беше доста многу, малку, две им беа малце, три им беа премногу, четвртото ги уби. Така пишу. Таму во самиот текст кој ќе почнете да го читате. Оно создава толеранција. Значи дека оно што денеска ми исполнува некоја потреба, утре веќе не ми треба. Не можам, ми треба повеќе. Колку повеќе го земаш, толку повеќе ти треба. Точно тоа се случува. Ајде, земете ги емоциите. Земете ги емоциите. Она што денеска те радува, ако е единственото нешто за кое живееш, утре ти е малку. Утре ти е малце, сакаш нешто повеќе. Земи ја собственоста како зависност, сакам повеќе. Она, ја знаете, она изјава на Рокфелер кога го прашале кога ќе ти биде доволно пари, кој рекол ќе имам 1 милион повеќе. Зависност. Сакам повеќе, сакам нешто плюс, нешто што ќе дојде. Земи ги емоциите. Вчера си бил радосен, денеска веќе не ти врши тоа, не ти дава радост, ти треба нешто повеќе. Да не зборуваме за дрога, да не зборуваме за алкохол, да земеме базични работи како такви. По некое време, ќе почне изнозат излега, веќе ништо не ти е интересно. Ништо не те занима, толку ти е тука. Значи, првото, зависноста те уништува преку ефектот на толеранцијата. Ама второто нешто што се случува е дека зависноста почна да те уништува преку негирање. Јас немам проблем. Мислите, немаше никој таму помеѓу израелците што не им каже, бе, луѓе, свесни ли сте што зборите? Па ние бевме робови. Белкиот тие таму илјадници евреи што имаше, сигурно имаше некој паметен што рече, ние бевме робови таму. Не тепа, не убива, ни го зима најубавото. Сега сме слободни, јадеме мана, окей, можда не е толку вкусна, ама јадеме барем секој ден. Не сме умреле, супер ни оди работат. Не е така. За да не ти беше доста еднаш да заглавиш во проблем. За да не ти беше доста 2 пати да заглавиш проблем. Не ли ти е доволно? Не ми е доволно, тоа не беше проблем. Кога негирам тоа што се случува, не оди веќе. И почнуваш она што го сакаш да го рационализираш. Ќе станеш селективен во размислувањето. Ги гледаш само позитивните ствари од тоа што си го земал, или што си го дали, или што го сакаш, а не гледаш негативната страна. Не гледаш негативната страна. Затоа што е тука, ама ти е премачка. Доне и јас патувавме многу често за Босна, и Херцеговина на еден период од мојот живот, таму одевме често по црквите или со нашата организација. И во Краљево, кој ќе го поминете таму, едно мовче има, од десната страна стоеше една голема коцкарница, облажувалница, нешто беше таму ставено, и на неја имаше еден огромен надпис "Ние работиме за вас". Ви се верува? Еден куп луѓе влегуваа внатре, ги гледавте. Ние работиме за вас. Не си ти луд.
Ке не одат таму за тебе да ти дадат пари, ти одиш таму нив да им дадеш пари. Ама си рационализираш, викаш, па можда јас ке сум тој што ќе добие. И стануваш зависник до последната пара. До последното нешто што ќе го имаш. Следното нешто во врска со зависноста тука, што оди, е дека таа ја уништува силата на волјата. Оние 12 чекори на зависност што се пишува таму, вика, знаеш дека си зависник кога се обидуваш да се справиш со проблемот, со истото средство кое ти го предизвикало проблемот. Ако проблемот е алкохол, повеќе алкохол ќе ми го реши проблемот. Ако проблемот е друга, повеќе друга ќе ми го реши проблемот. Ако е коцкањето, повеќе коцкање ќе ми го реши проблемот. Еднаш само да добијам и готово. Цел живот ми е спасен, променет ми е целиот. Само еднаш да се изнасмеам како што треба како човек и веќе не ми треба ни се ми е супер. Се ми е супер, се ќе оди како што треба. Не. Не оди. Ама така функционира гревот, ако го погледнете реално. Точно така функционира гревот. Знаеш дека си зависник кога тој грев што го прави стално и што ти пречи, сакаш да го решиш со истиот тој грев да го направиш уште еднаш. Само уште еднаш и готово. Размислете си малку за својот живот. Ај неколку примери да ви дадам на брзинка. Знаете, пример за толеранција. Да завршам средна, да завршам факултет, да се оженам, да имам деца, да имам стабилна работа, направо, секој ми биде супер. Сите вие што знаете, што сте го поминали тоа, знаете дека секој ден па има други проблеми. И ако ова не ме задоволи, среќен си што заврши средно, среќен што заврши факултет, уште посреќен, што сочи, уште посреќен, да имате уште посреќен. Кога ќе застане? Никој пати. Да го имам и тоа, да го имам и тоа, да го имам и тоа. Стануваме толерантни. Колку од вас се вратиле кога имаат проблем да кажат, знаете колку бев среќен кога завршив средна школа, колку ми беше убаво. Фала ти Боже за тоа искуство што го направив, и не ми треба повеќе. Сакаме повеќе и повеќе и повеќе и повеќе цело време. Нема крај. Нема крај. Тоа е основата на гревот. Ајде да видиме за она за волјата. Кога некому му се љутиш, волјата ти трули, ти скапува. Знаете зошто? Ево ќе ви кажам. Затоа што за да држиш љутина, мора да се сметаш морално посупериорен од таа другата личност. За некој да му се љутиш, мора да кажеш, јас сум подобар од него, имам право да му се љутам. Ви текнува на Јона, кога отида во Ниневија, памтите? Седна, вика, таму над градот и чека Господ да го уништи градот. Господ не го уништи градот, он се наљути и Бог му вика, се љутиш, вика, зар имаш право да се љутиш? Епа, имам право да се љутам, вика Јон. Зошто не го направи тоа што јас мислам дека требаше? Зошто се сметам морално посупериорен од тебе? Ти, Господи, ќе простиш грефа, јас не. Има примери такви во Библијата. Да држиш љутина, прво мора да се сметаш посупериорен, второ мора да ги филтрираш твоите слабости. Јас не сум толку лош, јас не правам така, јас не сум како тој. Фала ти Боже што не сум како вие, фарисеи, што беше таа ствар, и во крајна сметка да не мислиш воопшто за тоа каков си. Кога речеш, добро, како смееш да му се љутиш на тој за ова или она, погледни се себе си, знаете кој одговора многу пати? Ја ние не збориме за мене се, ние збориме за него. Сте имале таа прилика сигурно да го чуете тоа. Не збори за мене, зборам за него се. Оставиме мене на страна во оваа приказна денес. Тоа е основата на гревот. Тоа е основата на гревот. Видете каде е проблемот. Во стих 4. Во стих 4 вика, ние посакуваме. Има некои преводи, прочитав 3-4 преводи, во некои викаат, само да имавме. Тоа и тоа, секи ни беше супер. Господи да ни го дадеше ова или она, секи беше веќе прекрасно. Само да имавме месо. Во нивниот случај. Джонатан Едвардс, еден стар пуританец од минатото, напишал вака. Вели, гревот го пали срцето. Исто како што ниту еден оган не вели доста ми е гориво, сега ми е добро, никогаш немало срце, грешно срце кое некогаш кажало доста ми е од моите успеси. Имам доволно љубов, имам доволно пофала, имам доволно утеха. Не, вика Джонатан Едвардс. Колку повеќе гориво ставаш во огнот, тој оди повисоко и му треба повеќе гориво. Колку повеќе троши кислород, толку повеќе му треба гориво. Знаете како е со пожарот, нели? Се додека има што да гори, ќе изгори. Се додека има кислород да го засили горењето, има да гори и ќе изгори буквално се.
Следниот пат, кога ќе бидеш лют, кога се нервираш на некој, следниот пат кога се преплашиш од нешто, постави си го прашањето. Знаеш, што е она што си викам на те, само тоа да го имав, ќе бев среќен. Оти зависноста во крајна сметка е барање тоа. Затоа што, она, само ако го имам нештото, не да Боже да ни стане Господар. Тоа е гревот. Тука. Ќе ти ја уништи волјата. Кога ќе излажеш, мораш да лажеш, мора да продолжиш да лажеш. Мораш, иначе ќе те фатат. Знаете како, единствен начин да си сигурен е да не лажеш. Ама излажеш ли, вториот, петиот пат ќе те фатат во лагата. Тргнали, бега. Ако некој пати сте завидливи према некој, зависта бара уште повеќе завист, уште повеќе завист. Ќе почне да завидувате и на тоа што не треба да завидувате, ама ќе завидувате затоа што не може да престанете. Тоа е реално. Или посекувам. Горчината. Уште повеќе горчина. Уште повеќе горчина. Само расте, само расте, само расте. И гревот вика така треба. Дојди си слободно, ти доброволно се предаваш да станеш роб. Повели, јас ќе те поробам, слободно. Гревот има сила. И се, нели, нештата што ги посекуваме, кога ќе ни станат господари, почнуваат во срцето, од тука е таа идеја, од тука е таа желба, само ако се случи ова или она. Па сега, знаете, зависноста ќе беше смртоносна ако немаш излез од неа. И фала му на Господа што има излез, барем кој е тука спомнат. Прашањето е, имаме ли ние спас? Има. Ама за да добиеш лек за нешто, мора да сватиш кој бил проблемот. И во текстот тука што го читавме во Броеви, првиот проблем е овој. Бог интервенира со изјавата, вика, ме отфрливте. Во нашиот македонски превод, во едниот вика, вие ме презревте. Знаете што значи со презир да гледаш према нешто? Ова нешто не вреди. Бог не вика, не ме послушавте. Бог не вика, не ми се молевте. Бог вика, вие мене ме отфрливте, вие мене ме презревте. Со други зборови, себе беше поважно отколку јас. Ако ќе ме трнеш на страна, одма стануваш роб. И они викаат, чекај. Ние како го отфрливме Господ? Ние баравме само месо, ништо повеќе. Јас барав само малку среќа. Барав само ова да го добијам да видам среќа. Што е проблемот ако направив ова или она? Јас само малку сакав, не знам, среќа, радост, да ми се исполни некоја желба, било што. Не. Од 20 стих вика, најголемиот проблем е вие мене ме отфрливте. И ова јас мислам дека беше шамар за евреите. Тогаш треба да е шамар за нас, кога ќе се најдеме, кога го погледнеме гревот. Ти ме отфрлаш мене и затоа гревот те поробува. И ова е најтешкиот дел на оваа проповед што доаѓа тука. Зошто? Нашиот вистински проблем не е тоа што ти мислиш дека или јас што мислам дека е тука. Најголем проблем е дека Бог не е во центарот на нашиот живот. Дека ние го презревме, го отфрливме, го оставивме на маргините, го оставивме негде кај што не треба да биде. А библискиот пристап е тој. Ако Бог не е во центарот на нашиот живот, ние сме робови на нешто друго. Тие се двете алтернативи. Тоа е многу интересно, нема некоја сива средина. Не да пола, ни тука, ни таму да бидеме. Нема. И, како што некој рекол, нема поголем роб од оној кој не знае дека е роб. Ви текнува на оној еден филм имаше Ready Play One, мислам дека така се викаше. Кога луѓето не знаат дека се дел од игра, ви текнува, нели, на тој филм. Кога не знае, или Matrix трилогијата што беше. Демек, ти се што правиш е софтвер, не си слободен, ама мислиш да си слободен, не си слободен. Дури и кога мислиш да си слободен, софтверот ти кажува дека си слободен. Памтите, вие старе Matrix дека филмот, ама тоа беше идејата. Не си свесен за својата несвест, како вика да, не си свесен за своја несвести. Тоа е цела поента. Ние не можеме да се ослободиме. Нема поголем роб, ако сум јас, од оној што не знае дека е роб, дека е нешто го поробува. Секој пати кога некој ќе каже јас имам сила сам да се изборам, знаете ти нема да успее. Кога човек ќе рече јас си ги решавам моите проблеми, никој друг не ми треба да знаете, нема да ги реши проблеми. Зашто? Затоа што сите проблеми се предизвикани најчесто од нешто што сме го направиле или некој што ни направил или општо што е направено, а во позадината на се стои оно што го нарекуваме грев. И гревот
рековме, не е само дејство, гревот е муки која влијае и удара на нашиот живот. И ако не сме свесни за тоа, ќе се бориме со непријател што него гледаме. А примени го ова духовно. Ако кажеш, јас не сум чак толку загубен, нели, не сум толку лош, не сум јас роб на моите страсти. Не сум слаб да правам добро. Пак ќе ве вратам на предизвикот што ви го дадов. Ај живејте 5 сати по златното правило. Да видите колку сте слободни или колку сме слободни тука. Второто нешто што е тука запишено во 20 стих е вика: ќе јадете дока не ви излезе од ноздрите и не ви омрзне, зашто го презревте Господа. Или, буквално, читав еден коментар за ова, вика, буквално ќе го замразите и месото и мене. Ќе ви дадам се што сакате и ќе го замразите тоа што го побаравте од мене и ќе ме го замразите дури и мене. За основа на тоа. Замислете, Бог да ви даде се што сакате. Буквално се што сакате, сето да ви даде, че ево ти го. По твојата волја, не по Божјата волја. Обидете да замислите како ќе отиде, како ќе заврши сето тоа. Јас мислам, ти сигурно нема кој знае добро да заврши. Вика, ќе го замразите и тоа што сум ми го дал, ќе ме замразите и мене на крајот. Разбирате, нема да навлезам малку на тоа, ама ќе го оставам сами да го помислите тоа. Ево. Зошто имаме проблем со навики кои не поробуваат? Затоа што, да се вратам на почетокот на преводот, имаме проблем оти неаме апетит да го запознаеме Бог подобро. Го изгубивме апетитот за она што Господ ни го дава и сакаме да развиеме апетит за нешто сосем друго. Како децата растат, знаете, ево како расте нашиот Јаков тука и сите тие, нели, децата развиваат апетит. Сетете се кога научивте да не јадете нешто. Јас ова не јадам. И понатака во животот доаѓа во еден момент кој рече зашто јас ова не сум го јадел, види што е убаво. Ке развиете апетит. Јас памтам како дете еднаш ми дадоа семф, мислам е второ, трето деление, леле мислев ке си ги истурам цевата. Извинете не за. Сега семфот е нераздвоен дел од храната. Ама ќе развиеш апетит. Сакаш ли да не си роб на гревот, развие апетит за Господа. Тоа е целта. Да не му бараш само месо, тука рече дај Господ да развијам апетит за оно што ти сакаш мене да ми го дадеш. Тоа е многу важно. Да имаме апетит. Не го вкусуваме Бог. Сега, за верните луѓе не зборувам за тоа дали веруваш или не веруваш. Зборувам за тоа дали действуваш врз основа на твоето уверување или не. Апостол Павле што го читавме во Римјаните 7 и кај, многу добро знам што е добро. Јас многу добро знам што треба да направам. Ама некој пати ми се чини полесно да не го направам тоа. Некој пати ми се чини подобро да ме поробат отколку да живеам сам. Поарно е некој да не земе под нивна контрола отколку јас да се контролирам себе си да бидам одговорен за моите постапки. Пушти го. Кој е решението? Едно од решенијата е да развиеме апетит да го обожаваме Бог. Знаете, кога читаш некој стих од Библијата, си е читал Библијата пред години или сега, или можда нешто и одеднаш некој стих ти удара во глава и кажеш, леле, Господи, види колку убаво нешто ми кажуваш тука, јас не сум го видела во 100 години. И одеднаш викаш, фала ти Боже за ова. Стануваш са бајле, излегуваш надвор, гледаш од тераси, таму цела Солунска глава е бела, може да ви покажам слика, значи цела Солунска глава е бела, како мислиш дека е сред декември месец, кажеш, леле, Боже, колку убаво изгледа, можам да ја видам. Не ми гори ѓубре тука до мене. Фала ти. Почне да го обожаваш Бог за тоа добро што го прави. Почне да го обожаваш за тоа што го направи за тебе. Може би кажеш, Боже, јас баш многу не го сакам ова, ама дај помогни ми да развијам апетит. Знам што сакаш да ме научиш. Не ми е право, ама помогни ми да развијам апетит. Обожавањето. Второто да се случи тоа, мора да минуваме време со Бог. Мора да минуваме време со Него. Во црква, во Библијата, во поуки, во слушање на некој работи, он што ќе ни ги даде тука. Знаете, нека ни израдува тоа ако ќе погледнеш што Господ направил за тебе, што направил за мене. Мора да поминеме време да го бараме. Ако го бараме, ќе го најдеме.
Како беше оне, ќе ме барате и ќе ме најдете. Така вика Библијата. Ако не го бараме, нема да го најдем. Бог нема на сила да доаѓа да не бута, чекај да те свестам, ти знаеш ли, свесен ли си што јас се ти давам? Не е должен да го прави тоа. Не е должен. Знаете, во теологијата ние често знаеме да зборуваме за она што се вика општа Божја благодат, општа Божја милост. Дождот паѓа и за лошите и за арните. Сонцето изгрева и за лоши и за арни. Жетвата расте и за лошите и за арните. Ама тоа не значи дека Бог ќе трпи вечно и ќе вика ти правиш што сакаш со она што ти го давам, нек ти биде како сакаш. Не оди така. Зошто почнав да зборувам за апетит? Затоа што уште во Псалмите 34:8 вика вкусете и видете дека Бог е добар. Вкуси, вика Господ. Пробај го она што ти го давам. Доста плачеш како роб за тоа што те уништуваше. Доста плачеш како роб за она што ти го уништи животот. Вкуси го ја што ти го давам. Не ми изгледа баш арно. Пробај. Ако не пробаш, нема да знаеш. Ако пробаш, ќе видиш што се случува. Бидејќи апетитот за Бог ја уништува толеранцијата кон гревот. Колку повеќе го сакаме Бог, колку повеќе го вкусуваме, ако смеам така да кажам, ако повеќе слушаме, учиме, работиме за Него, толку помала ќе биде толеранцијата наша према гревот. И малите работи ќе ни пречат. И ќе речам, не сакам ова да го направам, нема ова да го направам. Ќе се тргнам од ова, зошто? Не ми оди. Не ми оди. Направија најубавата храна. На Росија со Макдоналдс и јас не ја јадам. Тоа сум јас. Кога сме во ресторан, жена ми често сака каже, не го биат Макдоналдс, дајте ми го мене. Он си го јаде, јас не можам да го поднесам. Што ми е поентата? Кога светот ќе ти даде најубавото нешто, ама гледаш дека стави малку отров внатре, сети си и рече, ова не е по мојата воля, не е ова мојот апетит. Јас сакам нешто друго. Она што Господ ми го дава, сакам него да го земам, него да го искористам. Знаете зошто е важно? Заради тоа што самиот Еремија во плач Еремија им вика заради Господовите добрини не сме уништени. Неговите милости никогаш не престануваат. Тие се нови секое утро. Твојата верност е голема, вика Господ. Ова е многу важна работа да се научиме ние, дека милоста Божја е нова секое утро. Секое утро добиваме нова трпеза. Ново нешто кое може да вкусиме од Господ, за може да се радуваме и да кажеме фала на гревот, да не е да го има ова, туку да кажем Боже, фала ти за ова што си ми го дал, дај да се радувам на него, дај ми толеранција, не за гревот, туку дај ми да можам тебе да те запознам повеќе. И, патем, нешто многу важно тука. Овде имаш еден голем водач, Мојсей. Многу интересен. Он се обраќа кон Бог, вика, Господи, јас имам проблем, овие луѓе бараат од мене месо за да јадат, бараат да ги вратам во Египет, мене ме криват за нешто што ти си крив. Не знам дали така го сватив, ама јас така го сваќам текстот тук. Вика, ја ли сум жена, ја ли ги родив, јас ли сум родител, јас ли треба ураца да ги носам, твои си се, бари им го чарето. Од таков Мојсей фала. Знаете. Овој Мојсей е многу поинаков од оној Авраам, што викаше, Господи, ако има 20 тројца, ако има 5 души, ако има еден човек, ако има еден таму верен, честен, поштен, молим те, помогни, дај да не го уништиме градот. Ви текнува. Мојсей е тука поинаков, вика, земи, прави што сакаш. Уби ме, ако треба, само не ме остави да се мачам веќе со нив, тргни се од тука. Поарно да умрам отколку да се мачам со нив. Сега, ако се сетите, Мојсей беше нивни ив и, да кажеме, социјален водач. Он ги водеше, а беше нивни духовен водач. А сепак вика поарно да умрам отколку да се мачам со овие. Нема пастор што не си рекол такво нешто. Поарно е да си одам од тука отколку да се мачам со овие. Кој не го направил тоа, ќе го направи. Во пасторална или во било каква христијанска служба. Ако сте биле тука. И затоа ни треба подобар Мојсей. Знаете, ни треба некој подобар и го имаме во Библијата, во Новиот Завет. Знаете кој беше подобриот Мојсей? Оној што рече, јас ќе ги понесам на крстот. Јас ќе умрам за нив, за они да не умрат. Јас ќе бидам тој што ќе направи се за они да добијат вечен живот и да вкусат колку е Бог добар и благ. Знаете за кој зборам? Зборам за Господ Исус Христос, нели? Јас ќе умрам, јас ќе го земам нивниот товар. Јас ќе имам шанса да вкусат, да ме видат кој сум. Знаете, во крајна сметка, Исус ја изгуби слободата. Мојсей изгуби слободата. Вика, не можам да правам веќе, не можам да ги водам, кука. Исус изгуби слободата да биде Бог. Ма свесно не ја изгуби, свесно ја даде, за да може да биде оној кој нас ќе ни даде после силата да дојдеме во слобода денеска. Да не мора да бидеме робови. Оно што ви го реков, ќе ја познаете вистината. Вистината ќе биде таа што ќе ве ослободи. Тоа ни го даде Христос. Имаме подобар Мојсей во него. Имаме подобар Авраам од во него.
Ја ме подобро од било кој друг што бил, затоа што со пример ни даде што значи да се биде вистински Божи човек. Со пример ни даде што значи да се вкуси дека Господ е благ. Гледайте го во Евангелијата кога гледате Христос што прави. Луѓе што не заслужуваат, луѓе што се на маргините, луѓе што се отфрлени, луѓе како тебе и мене. Без разлика која ни е позицијата. И Бог вика, јас сум спремен да умрам за тебе. Ако ти си спремен да ми го дадеш гревот, ако престанеш да викаш, ако само го има фона што јас го сакам, ќе ми биде арно, ако речеш, ако само ти што ќе ми дадеш, ќе ми биде арно во животот, он вика, јас ќе ти го дадам. Подобра трампа, да ви кажам, здравје. Излез од толеранцијата, излез од зависноста, излез од барањето, сила на свој начин. Оне што рече, секој кој греши е роб на гревот, он беше истиот тој што рече, кога ќе ме познаете вистината, таа ќе ве ослободи. И нека на Бог ни даде сила стварно тоа да ни се случи и да не останеме робови. Стварно да не останеме робови.